Во рамки на тековните активности поврзани со уличното осветлување кои ги реализираат нашите општински служби, би сакал да информирам јавноста дека деновиве продолжуваме да работиме со истото темпо. Во таа насока нашиот стручен тим пристапи кон решавање на поголем број проблеми кои се детектирани на теренот во општината. Имено екипите, особено активни во реонот на урбаната заедница Нерези, каде деновиве беше санирано осветлувањето на дел од улицата Ванчо Мицков, а службите го доведоа во исправна состојба и осветлувањето долж на улиците Партизанска, 3, 5 и 7. Успешно беше отстранет и дефектот со осветлувањето на дел од улиците Женевска и Бриселска во населбата Тафталиџе 2. Се интервенираше и на улицата Руѓер Бошковиќ во населбата Карпош 2. Стручните служби ги санираа дефектите со уличното осветлување кај тениските терени на АБЦ во Карпош 1, а со истата динамика беа решени проблемите со јавното осветлување на улицата Трифун Пановски во Карпош 3. Темелно се работеше и во населбата Кривидол, во урбаната заедница Злокуќани, каде беа санирани дефектите на електричната мрежа на осветлувањето на улица Скупи 1А. Бидејќи јавната чистота е еден од најважните приоритети кон кои ќе го насочиме нашиот фокус, оваа недела спроведовме акција за расчистување на поголема дива депонија во населбата Бардовци, поточно на улица Скупи 20. Детално се чистеше и долж улицата Никола Русински во Карпош 3, како и во рамки на дворното место на кинотеката на Република Македонија и средното училиште Никола Карев. Покрај редовните активности за одржување на хигиената на нашата територија, организиравме темелна акција за чистење на сливниците како превенција и подготовка за престојниот дождлив период. Би сакал да ја информирам јавноста дека нашиот општински градежен инспектор минатата недела излезе на терен, поточно на улица Јури Гагарин, во делот на пристапот кон подземните гаражи, каде што е обрушен и паднат левиот потпорен бетонски зид, кој е во функција на стамбено-деловните згради. По извршениот увид на нашето овластено лице, констатиравме и препорачавме низа мерки какви што се отстранување на закосениот дел, стабилизирање на земјиштето и изведба на нов потпорен бетонски зид. Во оваа пригода сакам да ги уверам нашите карпошани дека со поефикасна организација и сериозен пристап детално ќе работиме на решавање на сите нивни проблеми. Тука сме за вас.